Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. За интимната реѓа кај мажите ретко се зборува, затоа не е доволно познато со какви се тегоби може да се соочат припадниците на посилниот пол. Затоа, во денешната емисија за машкото здравје разговараме со доктор Горан Јович, уролог, хирург. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на телма, а вклучете се при крајот на емисијата и со ваши прашања во програма. Во месецот на машкото здравје, во денешната телма амбуланта зборуваме за најчестите проблеми со машкиот полов орган со доктор Горан Јович, уролог-хирург во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на телма и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Еден од најчестите проблеми кај машката популација е стеснување на кожичката на пенисот. Како оваа состојба се нарекува? Тоа е фимоза. Фимоза. Фимоза, да. И до каков проблем може да доведе фимозата? Така, ајде прво да кажеме анатомски, нели, делови на машкиот полов орган. Машкиот полов орган е составен од две корпорални тела кои се исполнуваат со крв. Внатре имаме еден вид на сунѓерасто ткиво, околу него исто има сунѓерасто ткиво. Самиот околу корпоралните тела имаме обвивка, туника, така наречена, а самиот гланс на пенисот е составен од... Глансот е главичката? Да, тоа е сунѓерасто ткиво. Исто така исполнето со крв. Преку него доаѓа кожата како заштита и заштита на самиот гланс или главичката на машкиот полов орган е тој дел од препуциумот, на латински препуциум, нели, тоа е оној дел од кожата кој го препокрива глансот. Фимоза е пореметување, нели, кога имаме стеснување на препуциумот, така да он не може да се преслече преку глансот. Сега одма ќе кажеме, па кои проблеми, нели, може да настанат од ова. Нели, тоа е вродена аномалија, практично ние го викаме излишен препуциум или излишен вишок дел на кожа напред. Обично тука се ствара прстен, еден цврст прстен, така да не може да се преслече кожата преку глансот, преку главичката и веќе тука е проблемот со одржување на хигиената. Внатре, нели, секојаш останува барем капка урина, доаѓа до распад, бактерии, колиформни бактерии ги имаме, тука е блиску, нели, аналниот отвор. Овие бактерии често знаат тука да се насоберат. Практично родителите не може да им одржуваат хигиена на бебињата, бидејќи не можат ни да го преслечат глансот. Мислам да го преслечат препуциумот преку глачот. И сега веќе тука почнува да се собира смегма, она останува, почнуваат да се развиваат бактерии, па да кажеме првично некои си инфекции тука околу кожата, инфекции на почетниот дел на мочниот канал или веќе ретроградно натаму како оди преку каналот во инфекции во самиот мочен меур. А што е со мажите кај кои што подоцна во животот се јавил овој проблем? Дали може ли да биде стекнат со текот на годините? И текако, значи да не биде присутен само во детството, туку и точно имаме вроден фимоза, кога имаме стеснување, па кога со тек на растењето, да кажеме, на бебето, полека почнува да попушта тоа прстенче и почнува да се враќа природно кожата. Доколку кај дечињата ова веќе неможно да се врати назад, да се одржува хигиената, тогаш обавезно се препорачува оперативно лекување и обрежување циркумцизија.
Сега спомнавте и одлично прашање за стекнатата фимоза. Стекнатата фимоза може да дојде од чести инфекции на самиот гланс и се изменува квалитетот на кожата. Кожата го губи својот еластицитет, така да исто ствара прстен кој не може да премине преку гласот и се случува истата состојба што и кај бебињата, кај малите деца. Друго, фимозата во покасни години може да биде и симптом, не само за инфекциите, ве ги спомна веќе инфекциите, но може да биде симптом и за почетен дијабет. Дијабетот, првите промени, знае баш да ги даде околу глансот и препуциумот. Кожата станува поцврста, дури и почнува да ја менува бојата, почнуваат да се јавуваат рагади и сега веќе тоа е поврзано со при секое преслекување на препуциумот преку главичката на машкиот полов орган, почнуваат да се јавуваат рагади, пукнатини. Овие рагади, тоа се малечки пукнатинки и ранички. Они ќе заздрават. Следно, повторно се јавуваат. Сега тоа е проблемот што, прво, пациентите имаат болни ерекции, проблеми при мокрењето, претпоставувам. Мокрење, печење, да кажеме, тука може, пошто се тоа малецки ранички. Проблеми при полов однос. И сега, веќе чим почнуваат овие проблеми, следи импотенција, како одбранбен систем. Има болка, има нелагодност, едноставно нема никакво чувство на уживање при половиот однос и веќе стартува и импотенцијата. И се тоа е значи една фимоза може да доведе до сериозни проблеми и во сексуалниот живот на мажот. И во сексуален живот, а нормално и во психолошкиот, во психолошкиот. И те како огромни проблеми. Проблем кој се решава, да не кажам, малте амбулантски, 24 часа. Значи, таа интервенција е прилично едноставна. И те како. Значи, прво, треба да се направи добро, естетски добро да изгледа. Добра. И функционално. Друго интересно, што ќе спомнам, еве и ова, верувам дека и вие може да имате спремено во прашањата, во смегмата кај мажите престојува ХПВ вирусот. ХПВ вирусот има многу подтипови, али два од нив предизвикуваат карцином на грлна матка кај жените. И практично сега мажите се преносители, а жените веќе добиваат. Ракот на грлото на матка е всушност сексуално пренослива болест. Може така да се дефинира. Па можеме да го кажеме. Бидејќи предизвикан од ХПВ, вирусот кој што се задржува во смегмата кај мажите. И сега процентуално го има во земјите каде што се мажите обрежани. Поготово во муслиманскиот свет. Да не кажам практично да и не постои карцином на грлна матка. Бидејќи таму каде што мажите се обрежани. Да, каде што се обрежани, таму не постои карцином на грлна матка. Затоа што веќе околу гласот и тука кој што се собира, не се задржува смегма. И сега во многу земји дури и се препорачува независно од вероисповест да има циркумцизија и обрежување. Докторе, а колку често кај мажите кои што не се обрежани се јавуваат инфекција на кожичката што
ја прикрива главата на пенисот, односно глансот. Па, Без разлика дали имаат фимоза, значи кај оние мажи кои што немаат фимоза, ве прашувам. така, колку често. Тоа веќе зависи од одржување на хигиената, колку они често и го преслекуваат глансот и ја одржуваат хигиената. Толку често ќе би се појавували и инфекти. Значи, секое задржување на урина помеѓу главичката и кожата е веќе подлога за развивање на инфекции. Подлога за кандида. Кандидата има секаде. Значи не е тоа само болест која што е поврзана со женскиот генитален систем и мажите исто така можат да развијат. Кандидата, нели, гавичка, печурка, растат во темна и влажна средина. Идеална подлога за да се развива и продолжи да се развива. Самата кандида знае да направи повторно рагади на кожата, болни ранички, промена на глансот, промена на епителот на глансот, потоа промена на чувствителноста на глансот. И сето тоа прави прво подлога за дополнителна суперинфекција од бактерии, а второ и проблем веќе со болни полови односи и така. Како се лекува овој проблем? Хирушки. Циркумцизија, обрежување. А би помогнале антибиотските препарати? Или пак антимикотичните, тие кои што се против габични инфекции? Да кажеме, кога имаме акутна инфекција, да. Поготово локално треба, нели, да се делува, да кажеме, и антибиотик или маст, антимикотик и така, во форма на креми, масти кои се нанесуваат директно. Но повторувањето на оваков тип на инфекции го менува квалитетот на кожата. Кожата станува подцврста, не е еластична, прави прстен и не може да се преслече преку гласот. Сега, тука е она навремено јавување на преглед. Се јавуваат мажите на време на преглед кога имаат ваков проблем? Табу тема е. Значи, чекаат последен момент, кога веќе не може да издржат. Стално пробуваат со разни масти, креми, не знам, улја и све и свашта користат. И на крај, кога ќе видат дека веќе нема помош, се обраќаат на уролог. Честите инфекции. Еве, ајде пак да се надоврземе на ова цело. Честите инфекции, честата иритација напред на глансот, знае да направи и други проблеми. Поготово да направи сериозен проблем, појава на карцином на глансот на пенисот. Колку е често оваа болест? Па честа. Видете, на жалост, многу касно ни се јавуваат пациентите. Тука се обично се работи за планоцелуларен карцином на глансот на пенисот. Тука се работи за сквамозен карцином на глансот на пенисот. И сега на времено јавување со хирушка интервенција и комплетно отстранување на глансот или парцијална ампутација. Дел од пенисот се отстранува. Да, се отстранува. Или цел гланс, или парцијално ампутација на дел од телото, глансот и дел од телото на пенисот, или дури и радикална ампутација на целиот орган, спасуваме живот. Али доколку имаме метастази веќе, првите метастази се во ингвиналните, во препонските ливни јазли обострано, веќе тука е проблем. Проблем понатаму и за онколозите и така. Бидејќи тоа се
типови на карциноми кои не реагираат на онколошка терапија. Докторе, овој карцином е во некаква корелација со ХПВ вирусите, кои што предизвикуваат и рак на грлото на матката кај жената, или не? Не би можело да се поврзе така. Повеќе може да биде да го поврземе со генетиката, да кажеме, предиспозицијата на таа одредена група на луѓе кај што се јавува, или со чести иритации на гласот, честите инфекции, долго време затворен гланс со препуциум кој не може да се преслече преку него. Постојано ранички иритација на глансот, се стои иритација кои знаат да направат, да ги изменат клетките, направат мутација на клетките и почнува да се развива карцином. Затоа кога ќе се јавуваат честити инфекции, очигледно дека треба да се посети уролог и треба да се послуша советот. уролог или се да појавила, се направи... обично се појавува некоја мала раничка или мала папува, некој издигнување, да кажеме, на глансот, на пенисот, кој знае во почеток и безболно. И сега малкуцка тоа е она кога не го боли ништо пациентот, тоа не се јавува на лекар, а поготово да се јави за тоа на доктор, малку е осетлива тема. Се уште кај нас. Обично жените се тие кои успеваат да ги натераат своите партнери, сопрузи, да ги убедат да дојдат на лекар, да дојдат на преглед, каде што чисто со еден визуелен преглед или некоја киретажа на таа промена, биопсија, микробиопсија на таа промена, можеме да докажеме и што е. И веќе врз основа на поставената диагноза да одма да стартуваме со лекувањето. Докторе, а што е со видливата искривеност на пенисот, што понекогаш може да се јави кај мажите и да предизвика проблеми кај оние кои што се сексуално активни? Зошто се појавува овој проблем и дали ова болест? Да, тоа е болест, па да го кажеме и синдром на искривување на пенисот, на латински како диагноза, тоа е индурација, индурацио пенис пластика, баш е така диагнозата. Индурација значи цврстина. Цврстината се јавува на почеток кога ги спомнав анатомските делови, се јавува на туниката, на плаштот кој е околу корпоралните тела, на телото на пенисот. Постојат неколку теории зошто се појавува ова. Вика, може да биде поради некои микротрауми на таа обвивка. Може да се појави после некои, да кажеме, повреди на телото на пенисот. Доста често се поврзува и со болеста морбус дипитрен. Морбус дипитрен тоа е болест која се јавува обично кај дечињата кога имаме на рачињата и на ножињата доле цврстини, скврчување на овие на плаштовите. Значи, отприлика да кажеме, кога би се земало и патохистолошки, се наоѓа поврзаност некоја. И сега се јавува тука таква цврстина на обвивката на телото на пенисот. Во тој дел таа обвивка е нерастеглива. Тоа е како чвор или баш како плашт, плака. Ние така ја викаме наслага, да кажеме. Тоа е цврста калциумска наслага. И сега искривувањето практично се гледа само при ерекција. При ерекцијата од таа страна имаме затегнатост и веќе имаме искривување. Ова веќе може да, тука веќе да настанат функционален проблем, недобро и недоволно полнење на телото на пенисот и послаба и ослабена ерекција, или при полна ерекција имаме искривување.
do koga treba praktično da se odluči i da se rešava ovaj problem, koga već će nastane funkcionalan problem, počnuva impotencija, nedobro polnjenje na teloto, na penisot, ili iskrivuvanje i nemožnost za uvoluvanje na polovi odnos. Na koja возраст обично се јавува овој проблем? Pa već je ovo da kažeme, ajde nekade posle 40 godina. Може ке помлади мажи да се забележи? Može, ako imаме neka prethodno trauma, mikrotrauma ili često mikrotraumi na tunikata, na plaštot, na телото, на пенисот. И како се случува ова искривување? Преку ноќ или пак постепено? Оди постепено. U početok je neznačitelno. Najčesto pacijentite može da si napipat nekoja tvrdina na телото, на penisot, koga ne je vo erekcija, ne li penisot. Obično napipуваat nekoja ploča, plaka i taka. I сега normalno pohrabrite, doaѓаат odmah na pregled i sekojaš, neli postoji prašanjica, doktore, ova da ne je tumor, da ne je ova, kako možeme da го решиме проблемот и така. Споменавте похрабрите, значи сепак овој преглед е поврзан со храброст. Па да кажеме така, ја така сум го покарактеризирал. Ретко се осудуваат мажите да дојдат на преглед и чисто да прашаат. Секојаш они не се осудуваат ни меѓу себе кога разговараат, нити дома да го изнесат овој проблем. Секојаш си го чуваат во себе. И сега кој ќе настапи очигледно искривување, курватура, кривина, baš bukvalno da nemožnost da ima veće polovi odnosi i taka, obično toga se bara rešenije to. Postoji li neko nehirurško rešenje za ovaj problem? Pa postoji se, aplicirame odredeni medikamenti direktno vo plakata, za koliko toliko da možeme da ja omekneme i so тоа da колку толку се исправи, да. Но доколку не може тоа да се постигне, тогаш се оди на хируршко решавање. Хируршкото решавање имаме два типа. Едното е отстранување на самата плоча и замена на дефектот, обично со еден вид на колагенска тканина koja se stava na mestoto na defektot, ili ako nije maksimalno iskrivivanje to i ova i golema je plakata, togaš se odi i pristapuva na postavuvanje na penijuna proteza. Znači, ovo je već, tako da kažem, jedan poseriozan zafat pri koji se postavува пенијална протеза. Постојат два типа на пенијални протези. Семи-ригидни, тоа е полутврда протеза. Тоа се отприлика во вид на некои си како ебонитни прачки, кои се вметнуваат внатре во корпоралните тела и практично они имитираат ерекција на телото на пенисот. Или имаме мекани протези, протеза со пумпица кој внатре има течност и во тие протези се со пумпицата која се вградува подкожно, се убризгува течноста во корпоралните, уништените веќе корпорални тела во самата протеза, за да пациентот добие вештачка ерекција. Значи, кај ни веќе немаме природна ерекција. Имаме ерекција од поставената протеза. Но ова е за да можат и понатаму да продолжат нормално да функционираат во животот. А доколку по хируршки пат се отстранат само не плаки, кои што довеле до искривување, до видливо искривување на пенисот, дали ќе се постигне посакуваниот ефект, исправување и враќање на потенцијата? Исправување се постигнува, да, но секогаш после
ovakov tip na хируршки интервенции имаме делумно скратување на телото на пенисот, така да доста пациенти се малку незадоволни од тој тип на решавање, бидејќи кога ќе се отстрани плакат и секогаш хируршки се оди на тоа да дојдеме до едно комплетно исправување, ама тоа треба некаде да се затекне и од контрастраната туниката, така да со тоа имаме малкуцка набивање, да, и скратување на телото на пенисот. Што предпоставам силно влие на психолошкиот момент кај мажот. И како, да. А доктора, може ли да дојде до фрактура на пенис? Односно, дали може да се скрши машкиот полов орган? Так, интересно прашање, одлично, да. Да, може. И сега секој ќе праша како може, кога тоа, нели, мекан орган и ова, фрактура на пенис настапува само во ерекција. Пука туниката. Баш тој плашт кој е околу корпоралните тела. Внатре корпоралните тела се исполнети со крв. Практично тоа е кога би земале една гума на автомобил. Имаме внатрешна гума и надворешна гума. Порано, сега веќе не постои тоа, нели, се постојат само надворешните гуми, но да кажеме од прилика така некаде. Сега внатрешната гума во тркалото е меканиот дел или корпоралните тела кои се полни овде со крв. Така. Околу нив е туниката, плаштот, кој ја дава практично, кога ќе се наполнат они со крв, плаштот ја дава цврстината на пенисот. Кога ќе пукне негде обвивката, тука се излива крвта, практично под кожа, и настанува фрактура. И какви се симптомите? Симптомите прво е јака болка. Добра. Обично настануваат во 90% од случаевите при обавување на сексуалниот чин. Доаѓа нагло до изливање на крвта од корпоралните тела во подкожното ткиво. Нагло имаме деформација на телото на пенисот и оваа состојба се препорачува да се решава исклучиво хируршки. Ургентна? Ургентна, и Значи, тоа веднаш треба се побара лекарска помош. Во првите неколку часа после случувањето. Кај уролог треба да се јават? Да. Во таков случај? Точно. Така да, едноставно, тој хируршкото решавање е да се затвори тој плашт, таа туника, да се затвори дефектот, да не пушта од таму веќе крв. Со тоа практично е решен проблем. А кои се можните компликации, односно последици од една ваква фрактура? Па видите, импотенција. Затоа што тука останува дупка, дефект, не може да се полни со корпоралните тела, не може да се полнат со крв. Секогаш кога ќе наиде крв во телото на пенисот, тука имаме дефект, ќе се излива подкожно. Тоа е прво, гледката е страшна, мислам. Тоа е, замислите, некој си, да кажеме, 200-300 милилитри крв одеднаш да се излијат под кожата на телото на пенисот. Огромен деформитет прво на половиот орган. Така да, тука ретко се случува да некој не се јави на лекар. Јасно, веднаш барат помош. А може ли закривување да се јави потоа на машкиот полов орган? Па да, таму кај што ќе зарасне. Споменавте дека микротрауми. Така, овде зборувавте за микротрауми, ова е веќе голема траума, тука ќе настане дефект. И кога би го оставиле само да зарасне, тоа ќе настане огромен дефект и ќе имаме огромна кривина. И повторно ќе се јави оној проблем за кој изборувавме сега пред 5 минути. Докторе, исто така кај мажите може да се јави долготрајна, болна и несакана ерекција. Обично се зборува за импотенција.
Така, ова е спротивното. Така. И тоа е исто така проблем. Колку Да. време таа ерекција може да трае и дали е опасна оваа Ова знае состојба? да направи огромен проблем на понатамошната функција и функционалност на половиот орган. Колку време може да трае? Може да трае, да кажеме, и со денови. Аха, толку долго. Да. Обично тука имаме во позадина и некои други заболувања. Проблем со кичмен столб, проблем со иритација на некои нерви од кичмениот столб. Затоа што, например, имаме при една комплетна фрактура, повреда на кичмен столб и комплетна дисекција на медулата, знае да се појави пријапиза како симптом од таква иритација. И сега, овде пријапизмот обично го поврзуваме со тоа. Зошто мора да се реши таа состојба, да кажеме веднаш. Мораме, бидејќи крвта заостанува во корпоралните тела. Кога не се движи крвта, почнува нејзино згручување. Внатре се јавува згрудена крв, хематоми. Ова мора да се отвори, очисти, спои, дури и знаеме да направиме венски шант, поврзување со вена, од каде што би се испразнила. Значи, навистина комплицирано. Комплицирано, може да направи гангрена на, обично на глансот, на пенисот, на предниот дел. Така да тоа е една пред да се стигне до хирургијата, да. еве сега ја најдов на некои совети да се стават ладни облаки, да се качуваат по скали, ќе помогне сето тоа? Па да кажеме, ајде ќе помогне, ама тоа е во првично, во првиот, вториот час. Веќе после тоа треба пациентот да се јави на лекар. Фармаколошка терапија има некаква што би можела да го реши Па проблемот? може да кажеме седативите, лек некој кој ги отвора крвните садови за да се повлече, нели, оваа заостаната крв, но сепак јас би препорачал за оваква состојба пациентот веднаш да се јави на лекар. Спомнавме негде околу состојбите и ова само тука малкуцка нешто изоставивме. Има доста медикаменти, стимуланси кои ги зимаат пациентите за подобра ерекција. За подобра потенција, значи лекови, односно некои субстанци што ги зимаат, значи субстанци, не лекови, субстанци што ги зимаат за дроги. Да. Алкохол, комбинација дрога-алкохол. Да, комбинација дрога, алкохол. Заедно со субстанци за подобра потенција може да доведат всушност до овој сериозен проблем. Може да доведат до пријапиза. Значи до ова е состојба ерекција која што ќе трае со часови. Трае со часови и понатаму е болна и тоа страшно болна. Затоа што целата крв натре се згручува, кажавме. Нели, коагулира. Така. Останува внатре. И тоа веќе почнува страшно да боли. Така да затоа и се препорачува да веднаш се јават на уролог. Веќе ги спомнавте субстанците што мажите ги зимаат за подобра потенција. Така. Колку често се јавуваат кај уролог поради еректилна дисфункција, односно импотенција? Па да ви кажам, во последно време е веќе во ред. Претходно беше реткост. Ја мислам дека е ова добро со брковите мовембар месец на машко здравје, така да... Кога се крева свеста. Кога се крева свеста и доаѓаат... И дека овој проблем е решлив. Доаѓаат, бидејќи проблемот со импотенцијата, да кажеме, е најчесто психолошки. Во некои си, па и 90% од случаите. Па тоа е навистина голем процент. Но тука имаме у позадина и некои други заболувања. Не само заболување во предел на половиот орган и така, него заболување, да кажеме, тука доста често се откриваат кардиоваскуларни заболувања.
Така вело дека секој пациент со импотенција всушност најнапред треба да се стави во групата на можни лица со кардиоваскуларно заболување. Најнапред дека тоа треба да се исклучи. Проблеми со болестите на срцето и крвните садови. Па каква е поврзаноста? Уште еден симптом за дијабетот. Аха, и дијабетот исто ќе даде проблем. Исто почнува да прави промени на крвните садови. Ерективна поради пошто и дијабетот секаде ги почнува да ја засегнува фината циркулација. И ки дијабет имаме пореметување на видот, ладни врвови на прсти, ладни нози, значи секаде каде што имаме онаа фина циркулација. Проблем со импотенција. И сега некаде почнува директно баш проблемот на импотенција, а воопшто не се обрнува внимание дека во позадина можеме да имаме некое друго заболување. Објаснете како настанува ерекцијата и на каков начин е поврзана всушност со циркулацијата, за да бидат јасни овие проблеми. Која е корелацијата? Да, значи доаѓа до отварање на крвни садови кои ги полнат ерективните тела со крв. Градбата на тие крвни садови се како имаме како ластовичи гнезда кои таа крв влегува внатре, ама не дозволува да се повлече назад, за да би дошло до добро полнење. И сега значи проблем тука е со циркулацијата. Немаме добра циркулација, немаме добро полнење и почнува импотенцијата. Веќе во следен акт секогаш настанува прашањето кај пациентот дали ќе му се случи истиот неуспех кој му се случил пред 2 дена. Дали ќе се повтори? Овде. Сигурно ќе му се повтори. Бидејќи прашањето му е дали пак ќе ми се повтори она која ми се случи пред 2 дена. Сигурно му се повторува. И затоа тука треба да се... сега се тргнува, да кажеме, почнуваме од уролог, па потоа следат и други испитувања, да се дојде да се види дали е импотенцијата од органско потекло или е поради нешто што се случува во главата. Сега ако јас реков ова дека е отприлика некаде 90% импотенцијата одгоре и секогаш позади во она прашање еднаш не успеав, сега сигурно повторно ќе ми се случи. Веќе тука имаме одреден тип на лекови, стимуланси кои ќе помогнат, ќе направат да имаме подобра ерекција. Со тоа веќе се враќа повторно самодовербата кај пациент. Така, има најразлични препарати, има растителни препарати, има лекови. Да. Би требало да дадат тие секогаш резултат? Па да и дали секој може да ги зема? Не, секогаш затоа треба да се јават на лекар. Да се види, да се разговара со докторот и потоа докторот да ја одреди терапијата. Бидејќи секогаш обично се успева со некои мали, минимални дози. Обично, знаете како, кога пациентите ги зимаат овие стимуланси или лекови на своја рака, обично земаат во поголема доза, мислејќи дека со тоа... Подобар ефект ќе постигне? Да, колку поголема доза ќе земе, ќе постигне подобар ефект, а со тоа може само да направи контраефект. Сега, кога зборуваме за еректилната дисфункција, односно импотенцијата, во колкава мера е поврзана со возраста? Дали е нормално веќе мажите на 30-40 години да чувствуваат некакви промени? Или пак може да се очекува мажи на 70-80 години да имаат квалитетен сексуален живот? Да, доколку
Нели, секогаш имаме ова поврзаноста со, рековме, циркулацијата, запушувањето на крвни садови, нели, Затоа велат, сите оние возраст е плаки, поврзана со... холестеролски насваги и сето тоа кое, еве ги поготово во нашата установа, кај што ги прават сите овие испитувања поради насвагите на каротидните артерии, насвагите на коронарните крвни садови кои го хранат срцето. Од тука веќе можеме да дојдеме и до заклучок дека кај тој исти пациент сигурно има проблеми со импотенцијата. Сега, кога би се подобриле сите овие други, да кажеме, со терапија, промена на начин на живење, промена на начин на исхрана, со тоа нормално дека ќе се подобри и циркулацијата во долниот дел од карлицата и подобро полнење на машкиот полов орган. Значи, доколку мажите се здрави, би можеле да очекуваат да имаат нормална потенција и во подоцнежниот период од животот. Точно, тука е сега во прашање веќе и машкиот нели, полов Хормон? Тестостеронот и нивото на тестостерон. Затоа што секогаш и во овие испитувања, секогаш го мериме и нивото на тестостерон. Какви испитувања правите кога ќе ви се обрати некој маж што има еректилна дисфункција? Па, да кажеме, прво имаме нели, еден ехо преглед на овој урогениталниот тракт, потоа дури доаѓаме до испитување на циркулацијата, Доплер се прави исто. Како што се прави на каротидите, исто така точно и така. тука. Доплер со ехо се прави. Потоа, певе ги на крај стигнуваме и до калциум скоринг, на кога ги прават како калциум скоринг за крвните садови. Калциум скоринг исто ќе ни покаже да кажеме дека да, можно е кај овој пациент да имаме и таму засегнување на крвните садови. Латентен диабет, испитување на диабетот. Значи, исто. прво сите тие хронични болести би требало да се исклучат? Да, обавезно. Обавезно. Поготово затоа што е секогаш прашањето, пак ќе се вратиме на фимозата или на, еве сега, еректилната дисфункција, како први симптоми на латентен диабет. Так, споменавте во подоцнежниот период од животот може да се развие фимоза, односно да се... Да, фимоза од нигде никаде. Пациентот никогаш немам нити инфекција, нити ова ништо, а има фимоза. На 50 годишна возраст. Секогаш прашањето зошто настанала. Зошто се затворила кожичката? Затоа што уште во анамнезата, дали ви од секогаш овака? Не. Од кога е од пред 6 месеци или од пред година дена, да кажеме и така. Веќе мораме да повлечеме позади, да видиме дајте да не има нешто во позадинака и овие пациенти и така. Значи, здравието на машкиот полов орган е во директна корелација со општото здравје на човекот. Не може да се гледа изолирано. Да ги покаже дури некои почетни симптоми за некои други посериозни заболувања во организмот. Ова треба да биде уште еден поттик да се јават на лекар мажите кога ќе се соочат со некој ваков проблем, но и редовно да прават. Да, па да не биде само, да не биде само месец ноември и така, месец на машко здравје, певе сега е зголемена бројката на прегледи, ја треба да се јавам на лекар, него едноставно ја мислам како што одат еднаш годишно, да кажеме, на заболекар, ајде да кажеме, и тоа веќе не знам дали го прават. Тоа е дискутабилно, така? Или за некои најнормални други прегледи, еднаш годишно може да се јави на преглед кај уролог, чисто еден рутински, обичен преглед, каде што ќе си дозволи дури и да се отвори за некои мали ситни симптоми, кои дури не ги приметувал претходно. Бидејќи секогаш кога и урологот ќе настапи сериозно
након прегледот, нормално со неколку поставени прашања, ќе побудите кај пациентот да се отвори и да ви каже: а да, ја го приметив ова, ама мислев дека е нормално. И сега тоа е битно да се некогаш и вие треба да испровоцирате, да извлечете од нив со прашања. Да се извлече од пациентот, така да он веќе кога ќе се отвори, после натаму оди многу полесно. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Отворивме тема за која што ретко се зборува. Па да, табу тема е ова и одлично, мислам, добра и треба, ја мислам и понатаму, треба да се разработуваат овакви теми, дури некош да се оди и во детално, посебно, ние само нафрливме сега неколку тамо X заболувања на машкиот полов орган. Но може да зборуваме детално можеме за баш детално, конкретно за една Зошто да не? тема. Зошто да не? Докторе, не сме да има табу теми кога станува збор за здравието. Нема тука табу теми. Ви благодарам уште на за гостување, да се гледаме повторно во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата и вас. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам убав ден.